Продолжуваме со меѓународната анализа на Слободен печат и во вестите го имавме делот од последната изјава на рускиот претседател Владимир Путин, кој што и се закани на Европа со сериозни последици доколку на Украина и се дозволи во иднина да користи прецизно оружје со голем дострел доставено од запад врз руска територија. Во продолжение ќе го поздравам Дејан Андоновиќ кој што ќе ни ги објасни повеќе деталите. Како да толкуваме оваа изјава на Путин? Ова е само уште една вест во низа, бидејќи веќе изминативе денови анализиравме и ние и по порталиве и по светскиве агенции дека НАТО и Европа очигледно подготвуваат некој план, сценарио како резултат на изјава на Макрон од пред 2 месеци дека Франција би можела да распореди сили во Украина. Имено изминатиот период се дојде до заклучок дека колку да се одобрува финансиска помош за потребите на украинската одбрана, Украина нема ресурси, капацитети да се одбрани на растечкат руски продор и офанзива која прави пред се кај Харков, но и во оној дел кај Донецк, кај во Донбас каде што има голем напредок, копнен напредок, така да Зеленски сами од подолго време бара од Западот и од НАТО да му се дозволи користење на оние пред се американски проектили со долг дострел како резултат на проценката на украинскиот генералштаб дека така ќе може да гаѓаат врз руските ресурси внатре во руската територија, да ги оневозможи тие групирања на руската армија кои потоа влегуваат во Украина. Нешто што е многу опасно бидејќи доколку до сега Украина имаше забрана да ги користи тие проектили, бидејќи може да бидат злоупотребени, да гаѓаат цели во Москва, а Западот тоа не го сакаше доскоро. Но изминатиот период гледаме некакви иницијативи, особено од балтичките држави, како што се Литванија, Летонија, Естонија, па и Полска, поддржани од Париз, дека може би треба Украина да ги добие тие проектили. Што ќе се добие со тоа? Украина ќе може да стрела внатре во Русија, а тоа е голема одговорност, бидејќи тогаш може да гаѓа и некои цели да ги злоупотреби, као што Русија го гаѓа Киев, овие може да ја гаѓаат Москва, а ако се гаѓа Москва, тоа е малку поопасно, бидејќи рускиот одговор ќе биде многу пострашен, а тој Путин го најави, дека тоа ќе биде голема грешка. Ние утринава видовме информација од Вашингтон и од Соединетите Американски држави, кои сметаат дека Украина не би смеело тоа да и се дозволи. Тие се многу внимателни, бидејќи се свесни што може да се случи ако некој го гаѓа Вашингтон, нели? Па веројатно по тој урнек гледаат дека колку и да се завојувани со Москва, колку да е администрацијата на Бајден конфронтирана со Кремљ и Путин, сепак не сака да отиде во поголеми размери, бидејќи тоа може да биде тотална војна на кого никого не му оди во прилог, освен очигледно на Зеленски. Бидејќи Зеленски е свесен како што оди време дека све потешко може да се справи со рускиот напад, особено што и покрај оваа финансиска помош, тој страда и од корупција, страда и од немање доволно војска, не може да спроведе мобилизацијата како што треба или не сака да спроведе, тоа веќе не навлегувам. И сега тоа го имаме со проектилите и особено една работа која мене ми се чини доста индикативна во насокано на Макрон што го кажа, Полска и пред се Литванија, Летонија и Естонија најавуваат дека се подготвени тие да, доколку продолжи рускиот продор и успее тој офанзивен продор на руските сили во правецот на Харков, тој правец североисточен, не на градот, туку на таа област, тие стравуваат дека може да дојдат брзо до границите, нивните граници и овие три држави и Полска се подготвени да распоредат трупи во Украина. Што значи тоа? Да направат една буфер зона или зона на разграничување, нешто што Германија се противи, Франција се залага, а Соединетите Американски држави се воздржани се уште. Оно што мене ми паѓа во очи, Глам Британија нигде ја нема, иако она беше иницијатор на сите работи до сега кои се случува. Повторно ќе кажам, евентуалното дозволување на овие напади врз украинска, врз руска територија, ќе значи и де факто агресија врз Русија, која поинаква доктрина војна ќе направи. Ако сега има борбени единици кои анектираат делови од Украина со свое образложение, тогаш ќе влезат во целосна одбрана, а Русија е сепак една од трите суперсили, така да ќе мора и Вашингтон да се вклучи,
а Вашингтон очигледно ниту е подготвен, ниту пак е одлучен да влезе, бидејќи таму се председателски избори. Јас повторно ќе кажем, секој ден го споменувам тоа, Украина и Израел се заложници на Бајденовата предизборна кампања, бидејќи ниту еден председател у овакви околности каде што се бори за реизбор не може да донесе одлука сега да влезе во конфронтација со некоја држава, ни со Иран не може, а не со Русија, бидејќи со Русија е сериозна работата. Сега има дополнителни информации дека еден од шефовите на нивната федерална служба на безбедност, руска, излезе синоќ или утринава, сега не знам како му доаѓа по овие светскиве саати и меридијани, со тврдење дека НАТО подготвува некаков нуклеарен напад врз Русија. Што НАТО и кој НАТО тој не објасни, или барем не е објаснато во информацијата која пренесува медиумите. Таа информација пренесува некои од медиумите и на запад и на исток. Не знам колку е точна, колку е валидна, но дека нешто се подготвува крупно, се подготвува бидејќи очигледно и Западот, тоа е мое некое толкување, и самиот Запад е свесен дека вака оди во бескрај војната, се трошат ресурсите, подигната е малку воената економија, не викам не, но очигледно Западот е веќе исцрпен од помошта кон Украина. Украина е веќе исцрпена и таа не може вечно и тие луѓе таму и да се бранат, но и да бидат заложници на некои политики. Не алудирам на никога, генерално на целата политика, и очигледно ќе мора да преземат некоја мерка. Една од сценаријата е повторно оваа мировна конференција, која па у старт пропадна, бидејќи на маса на завојувани страни, каде што се одлучува дали ќе дојде до мир, не е има една страна. Не е повикана главната страна во случајот. Ако од Русија зависи мирот, треба да ја викнете Русија. Има две опции: или да ја убедите дипломатски да дојде на преговарачка маса и да се договорат да престане војната, или да ја поразите. Сега ќе видиме која опција од овие две ќе ги преземат НАТО и земјите од Западот. Ако не ја викате на преговарачка маса, онда имате логично втората фаза ви е веројатно да ја поразите. Сега тоа е многу проблематично Русија да ја поразите, бидејќи Русија е голема и суперсила и тоа може да дојде до сериозна војна во светски размери кои и така веќе тлее, ама и официјално. И за да скратам на крај, ќе видиме што ќе се случува и како. Русија понуди мировни преговори, но рече ние сме подготвени да седнеме на преговарачка маса со постоечките граници кои ги имаме во својено и таму каде што има акции, да се завршат тие акции, да се добие она што е зацртано во плановите на Кремљ и на руската армија. Веројатно тоа беше причината да не ја викнат во Швајцарија руската делегација или Путин или не знам кој. И сега ќе чекаме исход, има што ќе се договори едната страна. Повторно ќе кажам, има три сценарија кога вака играте. Прва е да пробате дипломатски со страната од која зависи војната да ја убедите да прекине, да ја понудите нешто. Очигледно Западот тоа не го прави во моментот. Втората варијанта е да ја поразите. Гледаме дека Западов некои изблици има Литванија, Летонија, Естонија, Полска, Макрон, но тоа ми се чини е све многу слабо за да поразите Русија, па дури и во Украина. И третата опција е да овие во Швајцарија се договорат што ќе им биде понудата кон Русија се тоа да запре. А дали има некаква реакција од Путин или воопшто од Русија во однос на ова што не се поканети? Рече дека оценката, сега дали беше на Путин или на на Путин, Песков, неговиот портпарол ја пренесе дека мировната конференција во Швајцарија во старт е пропадната, бидејќи не е поканета едната од страните Русија. Јас ова што го кажувам е врз основа на нивните изјави, така да во старт е падната. Ние, рече Песков, Москва предложи начин и услови во кои би преговарала. Условите се тие, можеме да преговараме, ама немојте да ни ги барате териториите кои сме ги освоиле. Ке подсетам, тие освоени територии се веќе влезани во Руската Федерација, тамо платежно средство е рублја, влезени се во централниот цел систем, а Русија не може сега да освои, да го приклучи Донбас, Херсон, Запорожје и Харков, зборам областите, градовите, да ги приклучи у Руска Федерација и Крим као пета,
нели полуостровот Крим кој е анектиран 2014 или вратен или како кој гледа, да ги приклучи во федерација, да ги стави во централен банкарски систем и сега после 2 години ај добра еве ви ја враќам. Значи тоа е проблематично, а од друга страна Зеленски официјално има најави дека ќе дојде и Крим ќе го ослободи. Тој не може да го ослободи овој дел овде кај што му е дојден до Киев речиси, он ќе го ослободувал Крим. И сега тоа е таа една, да кажеме, папазијанија, морам така да ја наречам, на информации, каде што единото решение и аргумент на Киев е Западот да им одобри ракети од долг дострел, за да можат да стрелаат во Русија, врз руските војни ресурси. Што нели во војна е се дозволено и тоа е нормално. Меѓутоа, Западот, иако се мисли или можеби задкулисно игра, официјално барем Вашингтон до утринава рече дека дека се противи на таа опција, бидејќи е свесен што све може да дојде. Не знаеш, кога ја напаѓате Русија на ново освоените територии, тоа е дел од војната операција која Путин ја почна. Тие така све ја разбираат. Белгород го напаѓа тој руски град, може да се разбере бидејќи е на самата граница, па знаеш, некоја ракета може и да залета таму, а и таму се магазините и таму се подготвува логистиката на трупите кои се борат во северниот дел на Украина. И тоа веројатно Москва го проголтува. Но ако ја нападнете Москва, тогаш одговорот ќе биде, гледа историски каков бил одговорот кога некој дошол до Москва, што се случило после. Сепак Русија е супер сила и со неа не може да се преговара како што се условува во минатото, не знам, поранешна СРЈ или Ирак или Либија или нешто. Ипак е Русија, сакал некој да признае или не, голема сила. Дури да е Елцин на власт од времето на Елцин, кој беше, немаше да дозволат да некој да стрела врз Москва. Ајде уште малце кога сме кај Русија, Украина, чешка иницијатива помогна со 1,6 милиарди евра. Дополнително. Да, јас извинувам, тоа се вести. Што ни значат? Мислам, барем мене не ми значи ништо, и на многу моите колеги и твои, 1,5 милиарди, 3,2 милиарди, 100 милиарди, 300 милиарди, ја не знам, тоа се само пари, информации, дали се точно, немаме ни представа дали е тоа многу или малку за војна. Знаеш како, војната е двигател на, парите се двигател на секоја војна. Од кога е свети век. Значи, уште од римско време, ако има пари, тој што има, може да покрене операција. Ако нема пари, како ги платиш војниците? Сега у денешно време, овие пари се нешто огромно. Па еден тенк е 20 милиони евра. Сега, ако ќе земеш овакви. И сега многу пари доаѓаат, многу пари се најавуваат. Први им треба да имаме информација дали тие воопшто стигаат до Киев. Подоцна, кој ќе дое во Киев, како тие ги распоредуваат. Не е само да купиш куршуми, треба купиш и чизми за војниците. Така. Сега карикирам, гусеница за храна. Па храна, треба четкици за заби да имат. Замисли, луѓето таму требаат тоалетна хартија да имат. Сега симплифицирам. Трета работа, се покажа као и секоја војна и ова, но сега и јавно, дека има многу корупција. Многу од парите кои стигнале, не стигнале на вистинска дестинација, на вистинска адреса, зашто и самиот Зеленски направи огромни смени под оној збор кој го слушаме и кај нас, корупција. Четврто, Западот почна да биде прилично воздржан кон тие особено оној Трамповиот дел во САД, кога Конгресот не сакаше тоа беше кога беше блокадата, тие велеа дека има корупција и дека тие пари за џабе ги дават, па затоа Трамп во духот на неговиот бизнес, нели, оне бизнесмен рече нема да биде помош, ќе биде заем. Еве ги парите, па распоредите си. Сакате да ги крадете, сакате да ги ставите кај што треба, терајте работа, но ќе морате да ги вратите. И сега сето тоа повторно велам, тоа е една таква папазијанија на информации. Јас длабоко се извинувам пред секонд гледачите, но никогаш не можам да коментирам пари, бидејќи тоа е за наш шпанско село. Милиарда сега Чешка собрала, а кај се оние 93 милиарди Конгресот што ги одобри за Украина. Пред скоро 2 месеци, пред неполни 2 месеци. Да, толку е, да. Знаеш, тоа е оно што сме го гледали по другите работи. Пари, може не ни стигнале парите, а и ако стигнале, кој знае кај стигнале, и на крајот на денот, нека ми извинат колегите што следат економија, мене ништо не ми значи дали се 93 милиарди или 1,7 милиарди, бидејќи војната е неисцрпено е гладна за пари. Што повеќе пари има повеќе проневера на пари,
и на крајот знаеш таа корупција. Корупцијата сепак, тоа ми беше всушност и прашањето, често ги слушаме тие речиси самите секој рекоа ден дека тие имаат помош, пари, слушаме одредени суми високи, ниски, ете не знаеме да ги дешифрираме, а каде одат тие пари најпосле не знаеме. Јас се трудам да ги пренесам информациите што ги гледам прагматично, односно да, вест е дека одобрила Чешка. Конкретно јас се видов таа вест утринава, ја стававме на сајтот на Слободен печат и во ред, треба да ја има, но да ја протолкуваш и заанализираш и да направиш рачуница као новинар, една анализа, што со овие 1,7 милиарди евра, хипотетички би можело армијата на Украина да направи да ја одбрани од руските напади. Па ја не знам дали некој би можел да ти одговори. Така. Да, тоа ми беше и целта, ми го одговори прашањето што со овие пари што ги слушаме постојано, а некако излегуваат како фиктивни. Тоа како форма без суштина, ако мене ме прашаш, бидејќи на теренот, ја не слушам колку милиарди евра добила, еве знаеме, правам пандан сега на разговорот, знам дека Путин во своето обраќање за реизборот, валјда беше после реизборот негов на претседателска функција, најави дека Русија ќе има рекордно огромен буџет за одбрана. Тоа значи развивање на нови оружја, подобрување на, а веројатно и на трошоците кои ги има во војната во Украина, така. Па и во војната во Африка, и има воени операции кои не ни знаеме каде ги прави руската армија, а сите тие се вработени, па и тие што се на теренот, треба некој плата да им дае, треба некој облека да им купи, треба бензин за кола, треба, значи има милиарда работи, па милиарда и 700 милиони евра што ги собрала Чешка, веројатно е само да се покажат во светот кај своите сојузници дека и тие направиле нешто. Да, ајде, немаме уште премногу време, но некако фокусот ни беше Русија и Украина во овој разговор, но да не го изоставиме и моментот кои се новите случувања во појасот Газа. Па новите случувања според мене историски е дека Шпанија, Ирска и дека овие три и Норвешка воведоа и официјално ја признаа Палестина, што е историски чин и кој оваа цела папазјанија, пак ќе го кажам зборот, на Русија, Украина, Кина, Тајван, Израел, Газа, некако поминува онака. Тоа е историска работа. Особено ми е Норвешка интересна, што освен што прва излезе и рече ќе ја призна Палестина, подоцна рече дека ако дојде Нетањаху како обвинени од меѓународниот кривичен суд на нејзина територија ќе го уапси. Утринава гледам Норвешка, иста таа Норвешка забрани влез за руски туристи, па ми падна една смешна реченица покрај Нетањаху ни русите нема да можат веќе да влегуваат во Норвешка, едно амбицирање на една држава која е де факто силна економски, но не е нешто геостратешки многу дел. Дали се тоа мегафони и гласноговорници на овие големите, па ако не може Британија и САД да кажат, ќе каже Норвешка, да провери као пробен балон. Значи овие три држави ја признаа Израел, Израел возврати со признавањето на Норвешка, Шпанија и Ирска им рече само вие не сте свесни какво помагање на терористичкиот монструм му давате, алудирајќи на тоа дека Хамас сега има повеќе сила. На друга страна, Израел, освен дипломатски, што тука почнува да губи овој голем удар за израелската држава, за израелската политика, не држава, така, бидејќи признавањето на независна Палестина го прави сега Израел и де факто она што е Русија во Украина. Значи Израел е влезен во Газа и ние во почетокот, ако го осудувавме Путин што влегол во Украина, не ние, него светот, ако го осудуваш и го нарекуваше агресија врз Украина, нападот на Израел во појасот Газа не го нарекуваше агресија, а сега ако е признаена како независна држава, сега за Шпанија, Ирска и Норвешка во моментов, Израел е агресор. Значи поинакви односи. Оттаму Израел ги повлече амбасадорите од Осло, Даблин и од Мадрид. Ќе видиме дали тоа ќе предизвика лавина на признавање. Уште каде што дипломатијата во Тел Авив или Ерусалим, како сакаш наречи го, ќе има проблем. Се наговестува од некои други земји, може би не? Има многу земји има. Има земји кои најавија признавање. Тоа не се сега некои звучни, сигурно не е. Меѓутоа, јас мислам дека и Франција ќе биде една од тие, бидејќи Макрон со своите политики на привлекување, на обид за враќање на вниманието во светот, дава доста интересни изјави. Ќе видиме како ќе биде, на него коментирам пренагло, иако знам како сето да отприлика ќе заврши, ама не би сакал да зборувам да не испадне дека имам некаков став.
она што го гледам, само гледам најави, закани и наговестувања. И сега се проблематизира влезот на Израел во Рафах. Така. Ако до вчера влегувал да ги брка терористите, сега прави што прави? Сега прави агресија. Осудена од цел свет, Алжир од нигде никаде држава од Африка која е како голема и која беше поранешна француска колонија. Има иницијатива Советот за безбедност да се бара од Израел веднаш да прекине во Рафах. Тоа е една информација која јас секогаш сум ја осудувал, но Советот за безбедност може да донесе некакви одлуки со што може Нетањаху дополнително да има непријатности. Не се работи дали он ќе ги послуша Советот за безбедност на Обединетите нации, но Нетањаху и неговата гарнитура веќе има проблем со меѓународен кривичен суд, со недоволна поддршка од најголемите партнери и може да привлече гнев од арапскиот свет. Арапскиот свет е голем, колку и да Израел има поддршка од САД, Бајден и повторно ќе кажам, има предизборна борба. И овие 4 месеци ќе бидат клучни за тоа како ќе опстане владата на Нетањаху. Има и антивладини протести во Тел Авив, така да он е од сите страни притиснат, а на теренот не успева да направи и покрај напредокот на израелските копнени сили, кога конвенционална армија се бори со терористи, прави само недолжни жртви, а целта не е исполнува, бидејќи еден борец на Хамас да остане, може облечен у цивил да истрела ракета и да убие неколку израелски војници. Благодарам многу. Дејан, кратко време секогаш кога се работи за твоите анализи. Секој ден барем. Кратко е, но е континуирано. Во секој случај, благодарам за одговорите. Верувам дека и за нашите гледачи интересни, како и секогаш кога се работи за делот меѓународна анализа.